По 2 децении земјава лани конечно направи попис на населението откако владеачките партии се договорија да се попише и резидентното население и диаспората. Уште пред да се излезе на терен се постави прашањето која бројка ќе биде важечка за остварување на правата поврзани со етничката припадност. Немам ни право да коментирам ова работа. Не знам што да ви одговорам. Значи секогаш се цени вкупниот број на државјаните, затоа што нашиот устав укажува на тоа дека ги дава правата на граѓаните, а тоа се сите државјани. Заврши пребројувањето и дојде на ред бројките да влезат во пракса, но се појавија различни мислења за тоа кои бројки се релевантни. 24,3% согласно податоците од пописот, која што е дел од категоријата купно резидентно население. Ова е категорија која што е клучна и која што ги дава состојбите во земјата. Нашето нерезидентно население е специфично, кое што придонесува во секојдневниот општ развој на земјата. Тие луѓе се тука, поголем дел од времето, плаќаат даноци, имаат своји домови, имаат свое семејство и нормално е да бидат дел од општиот процес. И покрај разногласието во оптек влегоа бројките за вкупното, а не само за населението во земјава. Па во софтверското решение, кое води грижа за соодветна и правична застапеност при вработување во државна служба, наречено балансер, вклучени се и бројките за диаспората. Нема ништо спорно во тоа, вели министерот за информатичко општество и администрација Адмир Ималити и додава, се е согласно законот за попис. Нашите служби се реферират на тој закон и таму пишува граѓаните на Северна Македонија. Значи нема никаква дистинкција помеѓу резидентните и нерезидентните. Втора причина поради која го впишал вкупното население во балансерот, вели Алити, е што и претходните бројки, оние од пописот од 2002 година, вклучувале и граѓани кои се во странство. На нашата забелешка дека во 2002 се попишаа само оние кои се во странство до 12 месеци, што е еквивалент на ставката резидентно население на овој попис, министерот одговори. Прво, тоа компарација да се направи помеѓу пописот до 2002 и 2021 има некои суштински разлики, меѓутоа, значи тоа не прави некаков импакт во тоа ние да променуваме, значи да направиме промена во методологијата на балансерот. И затоа ви викам, значи толкувањето кај нас е дека има факти, дека во претходниот попис имало значи голем број на жители на Македонија кои привремено работеле надвор од Македонија, ама биле дел од пописот. Исто и сега имаме значи дистинкција помеѓу резидентни и нерезидентни, меѓутоа фактот што и оваа група и другата група се граѓани на Република Северна Македонија мора да бидат дел од вкупниот број на граѓани. Значи, доколку Премиерот Димитар Ковачевски во април годинава, неколку дена по објавување на резултатите од пописот, искажа став различен од оној на министерот. Ако ја гледаме логиката, тогаш во управата, односно во јавниот сектор се вработуваат резидентни граѓани, односно оние кои што живеат тука. И нормално би било оние кои што се резиденти, тие да влегуваат во калкулациите за вработување во јавниот сектор. Балансерот кога е направен, Но до следното гостување во 360 степени позицијата на Ковачевски еволуираше. На истото прашање од пред 6 месеци. Сега премиерот се обиде да објасни зошто во балансерот стои вкупно попишаното, а не само резидентното население. 2002, кога е правен пописот, тогаш има вкупно население. И ние тогаш сме биле 2 милиони и 15 илјади жители во државата. Дозволете тука да не се согласам на ниво на факти, бидејќи во 2002 методологијата вели дека се попишува резидентно население, она што е затекнато тука на ниво на држава и она кое што е најмногу до 12 месеци надвор. Тоа е еквивалент на формулата за резидентно население на пописот 2021 година. Значи ние можеме да водиме за ова дебата. За ова е водена дебата и 2001 година. И треба сите да седнат на маса,
кои што ја воделе дебатата во 2001 година во однос на рамноправна застапеност на етничките заедници и така натаму. Принципот мислам дека никој не го спори од секторот, затоа тоа е дека треба прашањето. добро да се разгледа методологијата во 2001 година, потоа добро да се разгледа методологијата на неуспешниот попис кој што го имавме чинам во 2012, а знаеме од кои причини беше прекинат, и да се спореди со методологијата од 2021 година. И додека премиерот и министерот за администрација најавуваат дебати, балансерот си работи со бројките за вкупно попишаното население. И тоа не е единствениот проблематичен аспект на правичната застапеност. Станува редовна пракса граѓани да испраќаат повеќе апликации на оглас за работа во државни институции, во кои декларираат различна етничка припадност. На огласот што беше објавен март ова година, кај нас се случи едно лице да конкурира на 5 работни места и да се изјасни на 3 работни места како македонец, на едно работно место како албанец, на едно работно место за ром и да биде избран за најдобар кандидат на работното место за предвидено за ром. И сега нема како да го третираш освен злоупотреба. Членот на антикорупцијската комисија смета дека во вакви случаи најмалку виновни се граѓаните кои ја менуваат својата етничка припадност. Тој прстот го вперува во институциите. И поред ваквите констатирани состојби, не презеле на време за да се спречи ова, бидејќи во нашиот случај ние кога ќе треба да изготвиме годишен план за вработување за наредната година, треба да пишуваме дека имаме ром распоредено, а реално немаме. Тоаш, која е смислата на годишниот план за вработување и која е смислата на балансерот за да се постигне соодветната и правичната застапеност? Свесен за злоупотребите на балансерот, министерот Алити смета дека го нашол магичното решение. Во новиот закон за административни службеници најавува механизам за спречување на менување на етничката припадност. Кога кандидатите сакат да аплицират за одредена работа и ако немат профил во Агенција за администрација, ќе треба да креират профил. Значи, тоа полето за националност, ако го селектират еднаш македонец или албанец или турчин, тоа да не може, значи, да се едитира, односно да се промени. И додека овој предлог на министерот може, а може би и нема да се донесе, кај некои членови на владата, за разлика од други, живее идеја дури и за укинување на балансерот. Јас се согласувам дека во еден период, особено после Охридскиот рамковен договор, одигра една важна улога за обезбедување на правична застапеност. Меѓутоа, како поминува времето, очигледно, како се зголемуваат злоупотребите на балансерот, очигледно дека тој веќе има завршено својата улога, ова го кажувам според моje мислење, и дека треба да се најде модел кој што повеќе ќе одговара на сегашните околности. Во идеален свет, кога политичките партии се свесни дека треба деполитизација на администрацијата и дека навистина треба само мерит систем да има и така натаму, не би имало потреба од квоти, односно во овој случај од балансер. Меѓутоа, фактот што споменавме дека се уште имаме многу институции каде застапеноста не е добра, односно одредена националност нема аксес во таа институција, тоа подразбира дека на нас као држава се уште ни треба некоја алатка за квоти која ќе им дава шанси, значи, на сите националности. На тема манипулации со етничката припадност при вработување во јавниот сектор, Основниот суд во Крушево неодамна донесе индикативна пресуда. Жителка на градот доби 3 месеци условна казна затвор затоа што во минатото се декларирала за влаинка, а на конкурс за вработување се пријавила како македонка. Ако пресудата и може да биде вовед во решение за проблемот со злоупотребите од поединци, на тема балансер такво нешто не е на повидок.